одговорно сопствеништво на миленици резултира со помалку бездомни животи. Но за одговорното сопствеништво и што тоа подразбира и што секој сопственик на миленик треба да знае пред да го купи миленикот, разговараме со специјалист доктор Димче Велковски, специјалист по ветеринарна медицина. Добро утро. Добро утро. Официјално. Добро утро, поздрав до гледачите. Иако успеавме да ве најавиме и предходно, се подготвувавме за овој разговор од причини што сакавме неколку сегменти да ги издвоиме. Што подразбира одговорно сопствеништво? Повеќе од било кога имаме домашни миленици и речи си секој има по еден или два, да речеме ако задржале едно. Да, со развојот на општеството се подига свеста на луѓето и потребата за дружба со животните е поголема. И за нивното значење во домот. Од еден аспект, со тоа што во посовремените општества терминот домашен миленик се заменува со придружник или составен член на семејство или компанијан, така да тоа е повисоко ниво, значи они се нераздвоени делови од семејството, може да се каже. Како мали деца се во домот дополнително? Да, урбаниот начин на чување на миленици представува чување на животни како непораснати деца. Како деца кои што никогаш нема да пораснат и затоа грижата за нив е интензивна и секојдневна. Што подразбира, докторе, одговорно сопствеништво? Што секој треба да знае пред да го земе миленикот? Што секој собственик иден треба да знае? Со самата имплементација на законите од Европска Унија, пошто не сме уште официјално, меѓутоа сме територијално составен дел на и по перцепција и по сваќање на Европската Унија, и од 2007 година се работат неколку обработки или преработки или имплементирање на законите, особено од делот на заштита на животните, каде што влегуваат два закона. Едниот е добробит и благосостојба на животните, и вториот, кој што малку подоцна дојде, е идентификација, регистрација и евиденција на чипирање. Тоа е чипирање, еден дел е чипирање. Сега, како задолжителна обврска, чипирање, но колку во пракса се применува тоа? Вие имате навистина богато искуство, наназад години, но и секојдневно со посета на пациенти. И што можете да кажете? Агенцијата за храна и ветеринарство усвои или изработи еден програм каде што во почетокот имаше донација од Европска Унија, претходно имавме индивидуални создавање на бази со имплементација на микрочипови. Микрочипот уствари е прво еден радиофреквентен предавател кој што се имплантира безболно под кожата на животното, во левата страна на вратот, обложен е со силиконски неутрален имплант и тој содржи 13-11, зависи од моделот, броеви, кои што се како единствен матичен број. И они се интактни, значи не се агресивни за телото, немаат никаков проблем и го следат како бројка која што е поврзана со големиот систем каде што сме сите ветеринари умрежени у Македонија, каде што се знае точно собственик, матичен број, адреса, телефон и помага, не е како системот кој што се следи преку сателит многу пати, така не прашуваат, меѓутоа е идентификационен број кој што се детектира само од 15-20 сантиметри. Значи, кога еден миленик би се изгубил, кога ќе дојде на ветеринар, ветеринарот со својот читач може да прочита и да види, да провери во базата. И да се јави на собственикот. Да. Вашите препораки до сегашните собственици на миленици, но и до идните собственици на миленици по зимање на куќето, што треба прво да се направи? Како што малку спомнавме, дека кутрето е непораснато дете. Тоа носи одговорности. Во почетокот, кога уште е периодот на социализација на тоа куќе, мора да се работи да биде синхронизирано со домот, со семејството и најубаво е кога имаме помлади членови на семејството кои што растан заедно со куќе. Така се развиваат некои од еден аспект
за децата, нели, еден Придобивките се големи на Миленик во дом. А во однос на одговорноста, нели, која што е нели официализирана со законот, треба сериозно да се води евиденција околу вакцинациите, околу негата и се она што може, нели, домашниот миленик од друга страна може да биде преносител на многу болести кои што може да ни го загорчат животот. А кога сме веќе на оваа тема, во овој период од годината се актуелни крлежите, вие препорачувате ампула или препорачувате оние добро познати или ланченца, меки? Знаете, кога разговарав со еден професор во сериозни години, ми вика дека ние никогаш не можеме да ги победиме тие паразити затоа што се еволутивно поише од нас многу илјадници години. Со ова сакам да кажам дека они знаат да се адаптираат и знаат да се навикнуваат на средствата што ги употребуваме секојдневно во нашите амбуланти. Начинот или формата во кој што се они спакувани, дали тоа ќе биде што велите околу вратник, кој што има импрегнирана гума со инсектицид, дали е ампула, што ја викате, или течност која што се аплицира на кожата на вратот, или дали се тоа е сега едни нови таблетки кои што се даваат преку уста и го штитат и од надвршни и од внатрешни, е изборот во зависност од стилот на живење на куќето. Секако некое куќе кое што е работно, кое што живее во природа и оди кај што има висока трева, особено во вакви годишни периоди кога ни е сменета климата, тогаш е подобро да добие поинтензивна заштита, барем на едно 12 недели. И затоа тука се отвара прашањето што е поделотворно, што делува повеќе, но веќе ни објаснивте. Кога е во прашање чувањето нели на домашен миленик и во законот стои дека се препорачува стерилизација. Доколку не се планира да биде тоа легло кое што нели ќе треба да биде, тоест не ќе туку треба да биде според законот регистрирано и да се знае дека тоа е легло на одредена раса. Што препорачувате вие во делот на стерилизацијата? Со шпекулацијата на бројките дека моментално во Скопје има од 9 до 11.000 бездомни животни, особено по голем аспект се прави на кучињата, тогаш би требало да се размислува околу повторна, поинтензивна обнова на програмата улови, стерилизира и врати го назад. Тоа е за зборот за бездомните. Во однос на домашните миленици, во законот за благосостојба вели дека ако сопственикот чува повеќе од 2 женки кои што се репродуктивни, кои што има намера да ги стави во репродукција, тогаш би требало да биде тоа регистрирано како во форма на одгледувачница или како во форма на правно лице кое што ќе биде под контрола на агенцијата со нивните официјални ветеринари. Генерално за чување на обичен домашен миленик, дали било машко или женско, има двојако е мислењето, али мислам дека и предпубертетскиот период е доволен за да може да се направи оперативен зафат за оние семејства кои што немаат амбиции да чуваат мали кученца. Тука го рушиме митот дека мора прво да роди еднаш, не, апсолутно не. Да исполни некои други фактори па да биде стерилизирано. Да, имаше многу полемики околу тоа, меѓутоа генерално физиолошки за организмот апсолутно не му менува. Докторе, вие постојано правите операции и вчера не можевме да ве добиеме во текот на денот, и постојано сте во сала. Да, имаме динамика. Динамика има кај вас, особено во ординација. Според вашиот опсек на работа и комуникација постојано со сопственици, но и ги гледате пациентите, кучињата кои што доаѓаат, кај нас постои ли одговорно сопствеништво? Мислам да. Постои ли таа култура? Мислам дека перцепцијата за чување на домашни миленици ќе се засилува право пропорционално со стандардот и со гледањето на животните на малку повисоко ниво. Зошто? Затоа што не велам дека ова е елитистичка работа. Значи, се чувале домашни миленици пред 100 години. Меѓутоа, самото модерно време наметнува. Тоа е сериозна голема машинерија и голема индустрија во форма на ваква храна, шампон за бело влакно, сјај за очи. И ред други, добро. Ме насмеавте малку, ти се проредов негде тука. Така да е
мислам дека Да, така во ќе. секој случај домашен миленик е благодет за семејството. Да, супер е. Особено еве Кристина е заедно со мене во студиото, ќе согласи дека по напорниот ден такво некоја благосостојба даваат, пренесуваат некоја енергија. Животните се посебни Да, во тоа. мислам, баш сериозно е справени се студии дека децата кои што растат со домашен миленик се далеку по свесни за еден подруг аспект на одговорност, на грижа, на едни многу убави вредности. На животни навики пред Да, се. да. Да. Докторе, ви благодарам, куса ми е времето Благодарам секогаш вас. со вас. Да, сега пак ќе ви покажам уште неколку слики на миленици. Ви благодарам за Ви гостувањето. благодарам вас. Кики, ќе прашаш ли нешто? Ништо нема да прашам, како рече Јована. Докторе, ние имаме куќа, Кристина има мачка, тоа е неважно. Веќе Но мачките се. Треба да Мачките, потсетиме да, секако разбира. дека кога веднаш започна и ковид пандемијата, првото нешто што се препорачуваше е да се земе домашен миленик Компензација, во домот супер. како компензација за таа Да. енергија и тоа што станавме генерално асоцијални. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро.